Добар ден, вие сте на најдобрата фреквенција, телевизија Нова. Започнува ново во градот. Да видиме денеска во следните 50 минути какви новости за нас ки имаат Ресен, Велес и Крива Паланка. Веќе моите колешки од Ресен и Велес се подготвени, Ана Трајчевска од Ресен, од Велес ни се јавува Дијана Иванова и очекуваме да ни се приклучи и колешката од Крива Паланка Ирена Белешковска. Добар ден за вас. Како што можам да забележам, убаво време, сончево, исто како во Скопје. Ана, ќе започнеме со тебе, кога некој ќе ми го спомене Ресен, веднаш ми текнува на приубавите приспански јаболка. Ресен добива нов лик. Со што може да се пофали сега Велес? Ресен, се извинувам. Така, пред се Јована, добар ден до тебе, добар ден и од останатите колеги од останатите градови. Се разбира, голем поздрав и добар ден до сите гледачи кои што во моментов се наоѓаат на фреквенцијата на телевизија Нова. Така како што најави, јас денеска се наоѓам во општината која што е позната по производството на јаболката, односно преспанското јаболко е познато насекаде. Се наоѓам во општината во која што се наоѓа прекрасното Преспанско езеро и единствениот остров во Република Македонија, голем град. За општина Ресен слободно можам да кажам дека навистина добива нов лик. Ете, изминатиот период тука се случува навистина една голема градежна експанзија. Општина Ресен наликува на едно големо градилиште. Само изминатите години во општина Ресен се инвестирани над 15 милиони евра во патната и комуникалната инфраструктура, се разбира, и инвестирани се дел од средствата во зголемување на туризмот во општина Ресен. Она што би сакала да го започнам нашето денешно вклучување, се разбира се новите плажи во селата Стење и Сливница, кои благодарение на владата на Република Македонија добија комплетно нов изглед. Ете, некогашните најпосетени плажи на Преспанското езеро конечно можам да кажам дека го враќаат стариот сјај и оваа година навистина на плажите на Преспанското езеро се очекува голема посетеност како од домашните, така и од странските туристи. Исто така морам да споменам дека овој месец треба да започне изградба на пешачка патека покрај Преспанското езеро во должина од 5,5 километри, која што верувам дека ќе биде навистина голем магнет како за домашните, така и за странските туристи. Еве, во продолжение предлагам да ја слушнеме изјавата на првиот човек на општина Ресен, градоначалникот Ѓоко Стрезовски, која што е поврзана со плажите во селото Стење и селото Сливница. Градежно изведбените работи на плажата во Стење веќе се завршени и таа од август минатата година е веќе ставена во употреба. Заедно со плажата во Стење, 500-метарската плажа во Стење, веднаш по завршувањето на градежно изведбените работи на незиното довршување, се започна со изградба на уште една таква слична плажа, современа плажа, тоа е 100-метарската плажа во Сливница, каде што деновиве привршуваат градежно изведбените работи и се очекува наскоро истата да биде ставена во функција. Се работи за проект кој што општина Ресен го реализира заедно со владата на Република Македонија, односно со финансиска поддршка на Министерството за транспорт и врски. Проект вреден, зборувам за двете плажи заедно, околу 1.200.000 евра, и со самото профункционирање на овие две плажи имаме сериозен напредок во делот на збогатувањето на туристичките капацитети кои што ги нуди Преспа, односно во делот на туристичката понуда, бидејќи и минатата година и предминатата година бележиме драстичен пораст на бројот на туристи, бројот на посетители на брегот на Преспанското езеро, особено во текот на летната туристичка сезона, па очекуваме со профункционирањето на овие две супер модерни современи плажи и тој тренд на постојан раст на бројот на посетители на брегот на Преспанското езеро и туристичките локалитети кои што гравитираат околу езерото да полека се зголемува. Што можам да забележам дека ресенчани се подготвуваат за престојната летна сезона, ќе ги пречекаат сите граѓани, па и туристи, со нови плажи. На самиот старт, кога почнавме да зборуваме, ти кажа дека Ресен изгледа на едно мини градилиште. Што се случува? Што всушност се гради се во Ресен?
Така, за почеток би сакала кога веќе сме кај самите плажи, јас верувам дека нашите гледачи веќе имаа можност да ги забележат снимките. Таму навистина има многу содржини, пред се таму се наоѓа дрвена платформа, се наоѓаат ресторани, исто така се наоѓаат игралишта за одбојка, бадминтон и фудбал. Пред се мислам дека она што повеќе ќе ги привлече самите туристи кога ќе дојдат во Преспа и белата песок која што ја има на Преспанското езеро. Во секој случај вистинско уживање е да се посети Преспа, се разбира да се ужива во сите овие убавини кои што ги нуди овој крај. Како што кажавме, Јована, на вистина Преспа наликува на едно големо градилиште. Во моментов интензивно се работат на неколку различни проекти, но на што посебно би сакала да го истакнам се двата капитални проекти кои што се спроведуваат на територијата на општина Ресен, кои што се навистина од огромно значење за жителите од овој крај. Пред се прв позначаен капитален проект е реконструкцијата на градскиот водовод кој што е стар 50 години, а исто така и целата реконструкција, модернизација и унапредување на осветлувањето во градот. Во продолжение предлагам да ја проследиме изјавата од градоначалникот на Ресен поврзана со овие два капитални проекти. За прв пат по 50 години Ресен има еден од најстарите водоводни системи во Република Македонија, па за прв пат после 50 години се реконструира тој стар систем за водоснабдување во Ресен, кој што генерираше големи загуби на вода, големи и многу чести дефекти на водоводната мрежа и се разбира пиењето од тие така наречени азбестни цевки кои што во моментов се сменуваат со нови ПВЦ профили, беше исто така неповолно за граѓаните на Ресен и Преспа. Се работи за првата фаза од реконструкцијата на градскиот водовод, каде што ќе се врши промена на азбестните цевки некаде на 8 километарска делница низ поголемите улици на Ресен. Проектот е вреден некаде околу 600.000 евра и се реализира со финансиска поддршка на владата на Република Македонија со добиен грант од Европската инвестициона банка. Паралелно со тоа правиме напори за обезбедување дополнителни уште 200.000 евра кои што би помогнале во реализацијата на втората фаза од овој проект, односно обезбедување секундарни приклучоци до секој дом, односно до пред секој дом, до пред секое семејство во Ресен. Исто така од капиталните проекти кои што во моментов се реализираат во општина Ресен, би го издвоил и проектот за целосна реконструкција, модернизација и надградба на системот за улично осветлување. Тоа е проект кој што општина Ресен го реализира по принцип на јавно-приватно партнерство, заедно со една реномирана турска фирма како приватен партнер, проект вреден околу 1.250.000 евра. Градежно изведбените работи, односно работите на промена на досегашните живини и натриумови светилки и нивна замена со современи штедливи LED диоди е во тек. И сметам дека во наредниве 2 месеци овој проект ќе биде целосно завршен и новиот систем за осветлување во Ресен и Преспа ќе биде ставен во функција, значи се работи за комплетна реконструкција на сите сијалични места во цела општина Ресен, некаде се работи за околу 2400 сијалични места. Ана, навистина овие слики и снимки од Ресен мамат, се надевам дека ќе привлечат уште повеќе туристи, да имаше можност веројатно и да ги посетиш плажите. Ме интересира следново, како е со сместувачки капацитети Ресен? Добро, во близина е и Битола, сепак ама еве Ресен, како се со сместувачки капацитети? Така, Јована, Ресен располага со сместувачки капацитети, посебно се оние приватни смештаи во околните села кои што се наоѓаат на Преспанското езеро и еве поконкретно во градот има неколку хотели, но сепак сметам со оглед на тоа што еве со изградбата на новите две плажи во селото Сливница и селото Стење се очекува што се поголем број на туристите, како нели домашни туристи, така и странски туристи. Сепак мислам дека во тој поглед треба да се поработи уште малку, односно да се инвестира во сместувачки капацитети токму на самите плажи кои што се наоѓаат на Преспанското езеро, па пошто би рекла доколку се изградат некои ексклузивни хотели, на некој начин уште повеќе би допринело за зголемување на туристите во Преспанскиот крај.
Да, Ана, се согласувам, еве можеби етапно се почнува со проекти големи, се вложува на вистина многу во Ресен, па тоа и уште повеќе инвеститори можеби ќе примами. Какви плюс новости ни носиш од Ресен, да какви плюс проекти други се работи? Така, значи во моментов се работи на реконструкција на дел од градскиот плоштад во Ресен, односно станува збор за улицата Мите Богоевски, каде што се врши комплетно хортикултурно партнерно уредување и осветлување, со што ете и овој дел од градскиот плоштад ќе добие целосно нов изглед. Исто така да кажам дека во тек е изградбата на спортско-рекреативниот комплекс Починалиште, кој што се наоѓа во непосредна близина на средното општинско училиште во Ресен Цар Самуил, од каде што морам да признам дека има на вистина посебен поглед кон самиот град на Ресен. За што поконкретно станува збор во овој комплекс, предлагам да проследиме од прилогот што го изготви мојата колешка Оливера Михајловска. Со 5.300.000 денари пари од Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и општина Ресен, местноста Починалиште ја претвораат во излетничко спортско-рекреативен комплекс со повеќе наменски игралишта, видиковци, детски паркови и други пропратни содржини. Паралелно за овој комплекс со овие игралишта, за да биде функционален, се градат и други пропратни содржини. Тоа е голем паркинг, пристапни патеки, 22 канделабри нови ќе бидат поставени за осветлување, комплетно хортикултурно решение. Исто така ќе бидат изградени и патеки за пешачење кои што на некој начин го обиколуваат овој комплекс. Би нагласила дека станува збор за исклучително важен, меѓутоа и многу убав и атрактивен проект, кој што уште сега во овој момент, додека е во фаза на изградба, е многу интересен и популарен меѓу ресенчани. Да напоменам дека и Ресенската гимназија е веднаш тука, веднаш до самиот комплекс, така што ова место ќе биде многу атрактивно и за средношколците, меѓутоа и за сите жители на Пелагонискиот регион и за ресенчани. Ресен со ова место ќе ја збогати и туристичката понуда. За волја на вистината, во изминативе неколку години значително се подобрува и привлекува се поголем број туристи. Очекуваме, според најавите на изведувачот, градежно изведбените работи на комплексот Починалиште да завршат некаде на почетокот на летото, така што на самиот почеток на летото од оваа 2016 година сите оние кои што ќе сакаат да го посетат, да ја посетат оваа локација, да имаат можност да уживаат во сите оние содржини и во целите овие убавини кои што ги нуди овој комплекс. Ново место се наоѓа и амфитеатарот, место каде голем дел од културните настани општината планира да ги премести во иднина. Ана, неизбежно е тука да ја споменеме и куќата на Татарчеви, која што возобновена, се пушти во понеделникот минатата недела за сите туристи, за сите граѓани се отвори. Каква програма ќе нуди оваа куќа? Еве уште едно плюс место за сите туристи кои што ќе дојдат во Ресен да може да го посетат. Така, токму така, како што кажа, пред една недела свечено беше пуштена во употреба спомен куќата на Татарчеви, која што е навистина од огромно значење како за општина Ресен, граѓаните од Преспанскиот регион, верувам дека и од огромно значење за цела Македонија. Токму оваа спомен куќа, како што кажа Јована и самата ти, се очекува да допринесе за што поголем број на туристите во градот. Значи, во спомен куќата се наоѓаат различни постановки, односно е распоредена во 3 периоди, се разбира, од животот на Христо Татарчев, првиот председател на Македонската револуционерна организација. Исто така таму има и изложби, предмети, а во секој случај, како што знам, планирано е да се организираат и некои манифестации во комплексот, се разбира, на спомен куќата. Студија? Ана, ти благодарам многу, на вистина исцрпни одговори, на вистина исцрпни информации од Ресен. Ресен во одушеви со новиот лик, најави многу проекти на кои што се работи. Се надевам дека, еве, прво ќе ги привлече сите граѓани на Македонија, а и после ќе одговори на сите туристи во престојниот летен период. Ти благодарам многу. Ќе одиме во Велес. Што се случува во Велес? 3 држави соработуваат за да ја поттикнат хуманоста кај
основците. Станува збор за Македонија, Хрватска и Романија. Повеќе детали за ова ќе ни открие Дијана, всушност за која соработка и каква соработка станува збор, иако станува збор за веќе традиционална соработка. Дијана, повели? Токму така, Јована, се јавуваме од Велес, градот кој што до крајот на оваа работна недела ќе биде домаќин на ученици од Романија и од Хрватска кои што ќе се дружат со своите врсници од основното училиште Благој Кирков во Велес. Да напоменам дека ова е реализација на проектот Среќата среда никогаш не е старе, кој што е дел од проектот кој што се реализира на повик на АСТЕС, Фондацијата за средноевропски училишта. Оваа година од Македонија за учество во овој проект аплицира 52 училишта, 8 училишта се дел од проектот, а од Велес, како што напоменав, дел од овој проект е основното училиште Благој Кирков. Што децата работат во овој проект и како, на кој начин се потикнува солидарноста, предлагам најнапред да слушнеме од изјавата на Весна Баркова. Предвидени се низа активности, почнувајќи од септември 2015 се до средината на мај 2016 година. Првата активност која ни беше оној меѓукултурен мост помеѓу Романија, Хрватска и Македонија, односно запознавање на едни со други. Потоа имавме свет без предрасуди, каде што учениците да осознаат вредноста, моралните вредности, културните вредности, мирот, толеранцијата. Доста значајна активност е што е солидарност. Го гледаа филмот Сказна за една идеја, каде што ја сознаа важноста од тоа зошто треба да бидеме солидарни и хумани, и потоа самите ученици сработија кратко видео во кој изложија својата визија за солидарност и како истата ќе имплементираат во средината во која што живеат. Колку ваквите проекти ја потикнуваат солидарноста кај учениците? Па навистина е убаво чувството да се каже дека сме солидарни. Тоа го видовме од самите ученици при организирањето на оние хуманитарни акции во донирање на облека, обувки, играчки, потоа донирање на парични средства со кои купивме новогодишни пакетчиња за децата. И навистина не само учениците, туку и наставниците беа доста солидарни и хумани и сакаме да помагаме секогаш на оној на кого му е потребна таа помош. Значи да подадеме рака и да направиме некој да биде среќен, барем колку што можеме. Добро, Дијана, а основците сега се хумани, се постигнува целта со овие проекти? Па, токму така, од она што денес имавме можност да поразговараме со представниците од Македонија, од Романија и Хрватска, велат дека статистиката покажува дека со реализацијата или со учеството во вакви проекти токму се потикнува и хуманоста и од најмлада возраст основците стануваат хумани луѓе, помагаат на оној начин на кој што најмногу можат на почетокот на своите другарчиња, потоа како тие растат и понатаму помагаат на целокупното општество или на оној кој што имаат проблем. Да напоменам дека овој проект покрај тоа што има за цел да ја развива солидарноста, има за цел да ги зближи, да ги унапреди младите луѓе од различни земји со цел да создаде мрежа на взаемна соработка, на диалог, но и на развој на иновативноста. Представничката на Република Романија, господјата Армези Мила, вели дека Македонија е прекрасен домаќин, а Велес прекрасно место во кое што тие веќе се чувствуваат како дома и можат својата солидарност да ја изразат најдобро од она што го знаат. Предлагам сега да ја слушнеме низината изјава. Добро е тоа што како две општини, значи, соработуваме на овој проект за солидарност и добро е тоа што ги одржуваме врските помеѓу двете општини, односно помеѓу градовите кои што сме спортимени. Дијана, уште една можност еве преку младите да се направи уште подлабока врска помеѓу овие три држави, Македонија, Романија, Хрватска. Гости се во Велес романци и хрвати, така? Сега ви се на гости. До кога ќе бидат тука? Ги прошетавте ли? Што може да видат тие освен градот Велес? Каква им е програмата? Што подготвивте вие како домаќини за нив?
Токму така, денешниот ден е резервиран за посета на сите знаменитости на Велес. Тие во овој момент се во куќата на Коста Солев Рацин, воодушевени се од она што таму се случувало, меѓутоа она што најмногу го очекуваат младите ученици е посетата на Крушево, родното место на македонската и европската легенда Тоше Проевски. Велат дека неговите хумани дела всушност се потик и тие да продолжат по неговиот пат, а да напоменам дека ќе имаат посета и на Скопје, ќе ја посетат куќата на Мајка Тереза или се она што во Македонија е значајно да се види до петок како добри домаќини, ќе ги прошетаме нашите гости и ќе ги однесеме. Секако акцентот се става на Велес, ќе го видат Велешкото езеро, ќе ги видат сите убавини кои што градот ги располага. Но ова не е само можност да се дружат децата, ова е можност за соработка на локалните самоуправи на сите три општини од каде што имаме учесници во овој проект. Токму затоа предлагам сега да ја слушнеме изјавата на Катица Чадиева, представникот на локалната самоуправа на општина Велес. Мене ми е многу драго што еве и училиштето Благој Кирков остварува меѓународна соработка и што денес имаме гости од Романија и од Хрватска. Станува збор за сосема други општини со кои што општина Велес не е збратимена и тоа е причина повеќе да се надеваме на проширување на нашата соработка со овие две држави. Она што е посебно значајно е што едно по едно сите училишта се вклучуваат во меѓународната соработка. Знаете дека училиштето Свети Кирил соработува со Славонска Бачка Топола, мисля че не беше општината, дека училиштето од Стопанското училиште Коле Неделковски соработува со едно училиште од Новогард од Полска. Знаете дека скоро сите училишта имаат некој свој партнер во странство. Училиштето од Рајко Жензифов од Оризари има збратимување, односно соработка со училиште од Зенице, така што еве одлична можност и училиштето Благој Кирков да на меѓународен план да оствари некоја поголема соработка. Исто така многу значајно е што станува збор за проект во кој што е доминантна хуманоста и солидарноста, значи една база, една основа на која што досега не сме имале развиена соработка. Училиштето Свети Кирил, плановите за соработка и она што се случува во збратимените училишта е на основа на литературата, на некои литературни размени на ученици, на творби и на конкурси. Она што се случува во училиштето Коле Неделковски се базира, односно се темели на соработка која што потекнува од фолклорот, потоа од едукацијата на учениците, од струковата, значи поврзаност, работи за училишта со иста струка, а овде се работи за хумана димензија, што исто така многу значајно. Очекувам дека најмалите амбасадори, односно учениците од овие три општини, ќе придонесат и соработка на повисоко ниво, односно веќе следниот пат и општините да изразат желба за создавање, подпишување на некој меморандум за соработка и активирање на поширок план. Дијана, како што можевме да слушнеме од Чадиева, ова всушност е и традиционална соработка. По кој пат се случува ваква соработка на овој проект? Овој проект за прв пат се реализира во Велес. Проектите за кои што зборуваше господјата Чадиева се традиционални, меѓутоа се проекти кои што ги реализираат веќе години наназад останати основни и средни училишта од Велес. Чадиева напоменува дека ова е добра можност сега да се воспостават нови релации, нови соработки помеѓу градовите од каде што доаѓаат училиштата од Романија и од Хрватска. Но кога сме веќе кај меѓународната соработка, да напоменеме дека ова за Велес е вообичаено затоа што општина Велес е водечка општина во Република Македонија кога станува збор за збратимени градови. И би сакала само уште во оваа насока да додадам дека кога станува збор за реализирани проекти кои што ги имаат училиштата, не се само проектите кои што го промовираат македонскиот образовен процес или кои што се проекти само кои што потикнуваат солидарност кај учениците, како што е овој за кој што сега зборуваме. Туку нашите училишта соработуваат и со индустриските капацитети во Македонија и придонесуваат за подобро осознавање
во овој случај на средношколците, за она што би било нивна идна професија или по завршувањето на училиштето што тие би можеле да работат и каде би можеле да се вработат. Да напоменам дека една таква соработка ќе се случува токму денес во 16 часот и 15 минути во средното стручно училиште Коле Неделковски. Тие ќе потпишат меморандум за соработка со металната индустрија Брако, една од компаниите која што она што го произведува го е наменето за странскиот пазар. Од тука и интересот да се соработува со една ваква компанија е стварно голем. Средното стручно училиште Коле Неделковски веќе традиционално тоа до сега го имаше, а сега веќе потпишува и меморандум за соработка. Така, Дијана, ти благодарам, ти остануваш со нас до крајот на емисијата. Веќе ни се приклучи и мојата колешка Ирина Белешковска од Крива Паланка. Таа ќе зборува за новата инфраструктура, но останете со нас, се враќаме за кратко, бидете на оваа фреквенција телевизија Нова. Мој име е Кенан Мандра. И јас сум с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Цевитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Како што ја најавивме, Ирина Белешковска ни се јавува од Крива Паланка, зборува за нова инфраструктура во Крива Паланка и нови патни правци кои што водат кон познатиот манастир Јоаким Осоговски и Калин камен. И нешто повеќе околу ова ќе ни открие таа. Ирина, подготвена ли си? Твој соговорник треба да биде всушност и градоначалникот на Крива Паланка. Така е, Јована, во моментот општина Крива Паланка наликува на вистинско градилиште. Се работи на бројни инфраструктурни проекти во кои што се вложени речиси 1 милион евра. Се градат 3 локални патни правци, од кои едниот води до манастирот Свети Јоаким Осоговски, другиот се наоѓа во населеното место Жидилово и третиот е во познатиот туристички локалитет Калин камен. Но не само тоа, останатите инфраструктурни проекти на кои што се работи ќе ни ги образложи градоначалникот господин Арсенчо Алексовски, кој што денес е мој соговорник. Господине градоначалник, што ќе значи имплементацијата на овие проекти и изградбата на овие 3 големи значајни патни правци во општина Крива Паланка? Јас мислам дека ќе се сложат сите мои сограѓани и сите оние кои биле во манастирот Свети Јоаким Осоговски, дека ова е навистина потребен и убав пат кој го правиме. Ова е така наречениот алтернативен или како ние кривопаланчани што го викаме руски пат до манастирот Свети Јоаким Осоговски, кој е на сончена страна и кој пат ќе овозможи посета на манастирот и преку зимскиот период комплетно онака како што треба, затоа што тука снегот нема да се задржува и веќе со појавата на свлечиштата и на ова влажно време во изминатите неколку години, на овој пат имаме поголеми одрони, слечишта, напукнување на патот, така да веќе имаме еден убав пат кој ќе овозможи и за развој на туризмот во нашиот манастир, а и за развој на оние и за доаѓање на оние луѓе кои сакат да бидат по манастирот, кои сакаат да го посетат манастирот Свети Јоаким Осоговски од верски причини и така натаму. Воедно тука се продолжува уште 2 километри, како што рековте, на патниот правец кон село
кон населбата, кон туристичкиот локалитет Калин Камен, кој ќе значи доаѓање веќе до езерцето на Калин Камен и тоа исто така ќе овозможи развој на туризмот. Тука ни се предвидени и локации за викенд населби кои потоа ќе почнеме да ги општината ќе ги продава и сметаме дека тука ќе се развие еден навистина убав туристички локалитет. Онака воедно како што кажавте, се работи на патниот правец во село Жидилово, се работи на оној дел кој е најнаселен со население, тука тоа беше навистина потреба на луѓето неколку годишна и еве успеавме преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието да ги добиеме овие три проекти да се реализираат, а воедно се градат и проектите од канализационен тип во село Мождивњак, вториот дел од канализацијата во должина од околу 5,5 км, во село Длабочица околу 750 метри и во урбаниот дел на населба Маневци Дурачка река околу 1 км и 700 метри. Сите овие канализациони системи ќе значат многу за граѓаните на овие населени места. Тие се со пречистителни станици и ќе биде на некој начин овозможено и од еколошка гледна точка реализација на овие проекти. Освен тоа, по долги децении проблеми на граѓаните од високата зона на левиот брег на Крива река, еве се гради проект кој што ќе ги реши проблемите на граѓаните на Крива Паланка со водоснабдувањето во високата зона на лев брег Крива река. Станува збор за проект кој што е финансиран од Министерството за транспорт и врски на Република Македонија. Што всушност опфаќа овој проект, од колкаво значење тој за општината и што се ќе биде направено во нашиот град? Па јас може да кажам дека навистина ова е многу значаен, еден од позначајните проекти за Крива Паланка, тоа е водоснабдувањето висока зона лев брег и може да кажам дека сум горд што овој проект се реализира токму во времето кога јас сум градоначалник, затоа што овој проект е потреба на луѓето, поготово од високите делови на Крива Паланка со децении. И ова е реализација на тој проект, завршување. 90% од проектот е реализиран, значи направен е цевководот 90%, останува уште да се довршат некои работи, испробување на самиот цевковод и да се пушти во реализација. Она што ќе го добиеме како нус производ на овој проект е така наречената пешачка патека или излетничка патека кој граѓаните ќе може да ја користат, во која планираме онаму каде што поминуваат цевките да направиме една пешачка патека рекреативна за граѓаните на Крива Паланка, каде што веќе поставивме и кабел за улично осветлување, каде што ќе има клупи, каде што ќе има места каде што ќе може граѓаните да дојдат да си седнат, да се одмараат, да направат скара, издат пикник и така натаму. И сметам дека ова со самата реализација на проектот Висока зона лев брег го реализираме и овој многу значаен проект за граѓаните кој се надевам дека ќе биде навистина искористен баш онака како што треба. Кога очекувате овој проект да финишира и што тековно покрај овие големи инфраструктурни проекти се имплементира во општината? Се работи ли на помали улички, на локални патни правци? Што е со урбаниот дел од градот каде што еве претпоставувам се врши некаква санација и уредување на улиците и на општинските објекти? За реализација на проектот Висока зона лев брег, значи сметам дека за непол месец ќе биде завршен. Останува после реализација на вториот дел, пешачката патека или излетничката патека на граѓаните во Крива Паланка, која ќе биде, се надевам, исто така за месец-два завршена. Она што во моментот исто така го работиме, тоа се преку програмата за реконструкција и санација на локална патна мрежа и на ударните дупки, значи санирање на оние ударни дупки во градот кои се појавија после зимскиот период, кои се појавија после солта, фрлањето, и на оние улички кои се помали улички, кои се недостапни. Така да, еве, во населба Гоце Делчев се асфалтираат во моментот 3 до 4 градски улички. Имаме уште неколку населби во кои ќе се асфалтираат улички. Сметам дека се работи за густо населени улици во Крива Паланка кои немаат асфалт, а е потреба на луѓето, поготово во Гоце Делчев и со самата почва, таа глинаста почва и навистина
луѓето кои ќе е влажно времето не можат да искочат, не може се соочуваат со непријатности. Овој проект, како што неколку пати излегов на терен, е одобрен од граѓаните позитивно. Имаме уште неколку такви улички кои ќе ги реализираме во текот на овој престоен период и сметам дека со самото тоа ќе ја подобриме патната инфраструктура во општина Крива Паланка. Исто така, преку Министерството за финансии, односно преку Светската банка, во план сме да ги реализираме трите проекти. Тоа е улицата Ацо Шопов, а во село Конопница ќе се асфалтират улицата, патот од домот до М2, до главниот пат, и ќе се асфалтира уште неколку патни правци кои ги планираме да се асфалтираат од програмата за изградба и одржување на локална патна инфраструктура, а исто така како грант го добивме и проектот за дорегулација на Белевски дол, која е навистина потребно нешто. Ние регулиравме дел од Белевски дол, сега ќе се регулира и останатиот дел од Белевски дол, така да сметам дека баш како што рековте, еве, Крива Паланка личи и уште повеќе ќе заличува на големо градилиште. Така, Јована, Ирена, ти благодарам. Јас имам уште едно плюс прашање за вас, но ќе се навратам повторно, останете така. Навистина многу проекти најави градоначалникот, може да забележиме и од снимките кои што ги гледавме, а и вие на терен во позадина може да видиме дека багерите, машините се тука, значи се работи. Би сакала на кратко, кога сме веќе кај инфраструктурата и она што се вложува навистина во она што е и најважно, патната инфраструктура, што можат Велешани тука да кажат за нив? Дијана, што може да кажете вие за Велес? Има нешто ново кај вас? Па, токму така, можеме да се пофалиме дека кога станува збор за подобрување на патната инфраструктура, Велес е една од општините во која што достега е направено многу. Јас во ова прилика само би напоменала дека во нашиот регион се прави првата експресна патна делница, тоа е од Велес до Кадрифаково. Работите привршуваат и до крајот на оваа година треба да биде овој прв експресен пат во Република Македонија готов и сега на поголем дел од растојанието помеѓу Велес и Кадрифаково се вози по 4 ленти. Да напоменам само дека градежните работи започнаа пред 2 години и според информациите кои што ги имаме од локалните самоуправи се дека проектот се реализира според планираното. Но пак кога станува збор за поправки на инфраструктурата во самата општина Велес, да напоменам дека во населбата Керамидна привршува асфалтирањето на 2 улици, со тоа и ова населено место добива комплетна модерна патна инфраструктура, а во моментот во централното градско подрачје од самиот центар до старата аптека или некаде на должина од 350 метри во тек се градежни активности за промена на тротоарот. Со тоа целокупното централно градско подрачје ќе добие модерна површина на која што ќе може да се движат пешаците. Но она што е можеби многу позначајно е дека токму овој тротоар ќе биде првиот кој што ќе биде одбележен и на кој што свое место за движење ќе имаат и лицата со посебни потреби. Јас се надевам дека во многу скоро ќе можеме од самата пешачка патека или од самиот тротоар да се јавиме и сето она што јас сега го говорам да го видат и нашите гледачи. Дијана, се надеваме и ние во некој следно вклучување во наредниви денови подготвени известувања токму од ова што го најави. Се надевам дека и гледачите ги заинтересиравме. Еве повеќе да го доближиме она што зборувавме сега. Идеме повторно во Крива Паланка. Ирена би сакала за крај едно големо внимание да дадеме, неизбежно е таму е градоначалникот, да не го прашаме докаде е состојбата со родниците. Тие добија нов концесионер. Докаде е тоа, како се одвива и кога ќе се почне со работа? Повели.
Така Јована, новиот концесионер пред неполна седмица го потпиша договорот за концесионирање со рудниците Тораница и Злетово. Во општина Крива Паланка околу 400 рудари останаа без работа. Господине градоначалник, да дадеме некоја нова информација по однос на тоа што станува со рудниците Тораница, концесионерот веќе го потпиша договорот, најави враќање на сите вработени, најави поголеми плати. Имате ли веќе некакви придвижувања по однос на ова прашање? Најголемата придобивка од целата оваа работа е што навистина се најде решение за рудникот Тораница. Јас еве како градоначалник и како граѓанин на Крива Паланка изразувам искрена благодарност до владата на Република Македонија што најде начин да се реши овој проблем. Сметам дека сите овие луѓе кои беа вработени ќе бидат вратени на работа, ќе почнат да нормално да функционираат, да работат. А она што ние како општина го имаме како придобивка е тоа што делот концесискиот надоместо, поголемиот дел од концесискиот надоместо и се додели на општина Крива Паланка, односно општина Крива Паланка доби 39 милиони и нешто илјади денари, кои навистина ќе значат многу за нашата општина. Тоа ќе значи многу и во однос на раздолжувањето на општината, затоа што општината беше задолжена. Јас 2009 кога дојдов за градоначалник, таа беше задолжена токму 39 милиони. Во моментот е задолжена околу 15 милиони. Ќе останат средства за инвестирање? Сметам дека со овие пари ќе ги раздолжиме долговите кои ги долгуваме и ќе останат средства за некои проекти кои сметаме дека се важни за општината, кои сметаме дека се важни за граѓаните на Крива Паланка. Ова е доста голема финансиска инекција за општина како Крива Паланка. Ова е значаен потех и значаени средства за нашата општина, кои сметам дека ќе ги искористиме рационално. Благодарам, градоначалник. Јована, ова беа најновите информации кои што исто така се поволни и за рударите кои што остана без работа, бидејќи беше најавено нивно скоро враќање на работните позиции, но и добри вести за сите жители на Крива Паланка, бидејќи остануваат дополнителни средства кои што општината, локалната самоуправа ќе ги вложи во нови инфраструктурни проекти какви што се еве локалните патни правци за кои што говоревме на почетокот и претпоставувам освен што ќе допринесат за развој на општината, ќе допринесат и за дополнителен развој на туризмот во Крива Паланка, за привлекување нови туристи кои што ќе имаат полесен пристап и до манастирот Свети Јоаким Осоговски, но и полесен пристап и до туристичкиот локалитет Калин Камен, кој што е секако неоткриен, ненаселен предел, е исклучително мами со својата прекрасна природа, со пејзажите кои ги нуди и во зимскиот период нуди можности за зимски туризам. Ирена, очекуваме во следниве денови, еве и тебе ќе ти закажам да ни се јавиш од Јоаким Осоговски и од Калин Камен. Би сакала само уште една информација, дали кажавме за колкав број на работни места ќе се отворат? Биде се звони на Христијан. Колкав број на работни места ќе се отворат? Ирена, се слушаме? Или пушти да стримат. Ова е леке не исклучи. Он ми се исклучи на пола зборење со градоначалник, така да ја импровизирам. Слушаш? Не се слушаме. Денеска бевме во Ресен, бевме во Велес, бевме во Крива Паланка. На крајот не може па и подобро да ја завршиме емисијата. Ќе се отворат нови работни места со отварање на рудниците во Крива Паланка. Најавивме и новитети. Бидете со нас утре во Ново во градот, одблиску со градовите, да видиме што се случува по Македонија. Јас сум Јована Костадиновска и останете на оваа фреквенција Телевизија Нова.